Јас лично се слушнав со министерот, меѓутоа и покрај тоа што разговаравме, тој ми вети дека ќе го убрза сето тоа решавање на тој проблем. За жал, ништо не добивме ни од тоа, ни од тие разговори, испадна само празни ветувања. Пациенти со хронични болести со месеци молат за помош. Исплашени од корона пандемијата која секојдневно зема животи, бараат да бидат ослободени од работа, како што тоа беше на стартот од корона кризата. Но велат, надлежните немале слух за нивните проблеми. Член на нашата иницијатива беше прошлата недела директно во министерство, секретарката ја задржуваше со ветување дека ќе биде примена од министерот од 12 до 3. Значи, жената е со онколошко заболување, беше дојдена во министерство од прегледка и онколог, премрзна, чекајќи пред вратата на министерот. Кога вирусот е во експанзија, кога нема контрола, кога се поголем број на починатите се млади луѓе кои со коморбидитети, кои не, меѓутоа голем број од хроничните многу лесно завршува трагично. Ние сме на работните места. Значи, го молиме министерот и сите надлежни. Ова е последен крик, последна молба, нема време повеќе. Пациенти со сериозни диагнози мака мачат да отворат боледување. Велат протоколите на Фондот за здравство не се променети и покрај најавите од надлежното министерство. Специјалистите им препорачувале зимата да ја поминат дома, но одобрување немало од страна на лекарите во комисијата за боледување. Не е во ред да се враќа од комисија онколошки болен. Не е во ред да се прекинува боледување на хронично болен со астма или ХОП со влошена состојба затоа што правилникот вели дека неговото боледување е до месец дена. Не е во ред со мултиплекс склероза со влошена состојба да се враќаат, да се пудат од специјалистичките ординации. Верувајте, имаме и такви сведоштва. Дека постојат административни бариери околу издавањата на боледувањата за хронично болните пациенти неодамна призна и министерот за здравство Филипче. Иако вети дека проблемот во најскоро време ќе биде решен, засега нема никаков напредок во корист на пациентите.